Добре дојдовте на промоцијата на мојата нова збирка раскази, двојна експозиција. Најпрво ви благодарам на сите што одвоивте време и што дојдовте овде вечерва да се дружиме. Имаме фина и квалитетна програма. Се надевам дека сите ќе уживаме. Јас приказната би ја започнал со едно мало ретро. Годината е 2006, просторот е Мала Станица, или само што се всели таму. И во октомври, односно не, во ноември, направивме промоција на мојата прва збирка раскази, кротки приказни. Таму на таа промоција исто така имавме бенд, како што имаме и вечерва. Таму свираа Дените Чува и Шон, па на некој начин ја продолжуваме таа традиција, книжевните вечери да имаат и малку побогата програма, освен говоранција и да се фали писателот колку е добар. Ќе видиме вечера што ќе кажат Владо и Ана. Инаку, кога веќе го споменав или да кажам дека оваа година за прв пат славиме јубилеј, 20 години постоење, веројатно за прв пат и последен пат. На почетоков би сакал да кажам уште неколку први работи кои се случуваат вечерва. Прва од нив е прв пат носам кравата. Додуша не е моја, на Бисера е. И ја купив за роден ден и бидејќи ги избегнав оние првото носење кравата на матурска, па потоа на некои свадби, веселби, вечерва викам баш ова убава повод да носам прв пат кравата. Прв пат исто така вечерва Хајка свират на книжевна промоција, кога пред некој ден споделив покана до сите да дојдат вечерва. Хајка исто така ја споделија на Facebook и пиша свириме на книжевна промоција, шо поише. Од првите работи секако вечерва убав микс на луѓе од различна провиниенција. Баш ми е фино што сте тука, ќе кажам уште еднаш и нормално вечерва имаме All Star промотори. Зошто да не ги кажеме All Star луѓето што промовираат книги, бидејќи без нив писателите би било ништо, нели? Да ги поздравиме моите драги пријатели Ана Мартиновска и Владимир Мартиновски. Јас би почнал со тоа дека овие 12 приказни кои се дел од книгата Двојна експозиција ги носев долго време во мене. Некои од нив имаа потенцијал да се претворат во роман. Меѓутоа на крајот сватив дека сепак кратката форма е идеална за приказни, каде што со принципот помалку е повеќе можеш да кажеш убави работи на десетина страници. Меѓутоа исто така многу важно е секој нов ракопис да има и први читатели. Ана Мартиновска пред 2 години кога излезе Шрапнел, мојот последен роман, за жал немаше можност да биде промовиран, бидејќи нели се случи ковид пандемијата. Што би рекле северните соседи, ничим изазвана, односно со ништо предизвикана. Ја прочита книгата и напише една прекрасна рецензија и нормално сватив дека Ана треба да биде мојот прв читател на Двојна експозиција. Ана, добро вечер. Добро вечер и благодарам, Игор, на вистина кога ми се јави да читам книга која што е уште во ракопис, бев возбудена на еден посебен начин, нели? Иако читањето е нешто што го правам секојдневно, професионално и се, кога има вака една, кога добива лична, интимна нотка, кога знаеш дека некому му е важно она што го работиш, бидејќи како што и вие писателите се преиспитувате, и ние професионалните читатели исто така не сме секогаш сигурни во критиката и во она што го пишуваме, ми дојде многу мило. И уште повеќе затоа што Шрапнел навистина многу ми значеше. Беше книга која што особено ме погоди и така да навистина со особена возбуда ги читав овие раскази. Јас овие раскази ги пишував пролетта и Ана супер забележа дека во дел од нив таа ковид ситуација е провлечена, нели? Исто како што добро забележа и во поговорот дека дел од нив се случуваат во книжарницата или како место на средба со различен тип на луѓе.
Мене многу ми значеа вашите забелешки, твоите на Марта, бидејќи расказите како форма треба да бидат стегнати, меѓутоа истовремено и да дишат. Тоа беше една голема забелешка од ваша страна. И за време на резиденцијата во Пазин седнав и навистина се посветив на вашите забелешки и мислам дека на крај се испадна окей. Ана повели, пофали ме. Нема да биде, значи, само неиздржана пофалба ради пофалба. Ќе ви зборувам и за тоа што е она што во оваа збирка раскази многу ми се допадна. Првиот расказ ме расплак. Му кажав на Игор на сајмот на книгата и долго не се враќав, некако имав тука едно емотивно препознавање и доживување кое што така, навистина емотивно прилично ме возбуди и ме вознемири. Ако се вратам на тие први импресии, бидејќи верувам во првите импресии од читање на еден текст, многу ми така ја поврзал оваа книга дури и со нашите муабети што сме си ги правеле за многу работи. Ние сме генерации инаку со Милена генерацијо, како беше? Со Игор имаме споделувано многу работи и читајќи ги овие раскази, јас ја доживеав баш како еден генерацијски времеплов меѓу другото. Кога ги пишував расказите, насловот двојна експозиција ми се чини дека се појави на почетокот, бидејќи нели се работи за концептуална збирка. И една корица, односно сликата на Рене Магрит ми беше цело време во главата. Меѓутоа таа корица некаде кон крајот на 80-тите во издание на Мисла, односно таа слика од Магрит беше употребена за корицата на Процесот Кавка, за мене многу драга книга. И си реков, зошто да не, одговара на расказите, ќе се поиграме малку и со другите слики на Магрит и така испадна на крајот корицата. И ти ми рече, зошто не ми ја даде порано, можев да ја внесам и во текстот, нели? А што се однесува до стварносната проза, навистина сакам да пишувам стварносни приказни, не би можел да пишувам нешто фиктивно за некаков си остров некаде или за нешто што не сум го доживеал, бидејќи сакам мојот текст, односно мојот ракопис секогаш да биде пропуштен из моите филтри на она што сум го доживеал и после сето тоа формата и платформата на расказот ми го дозволуваат нели да го срочам на убав начин и всушност тоа беше возбудливоста во целиот процес. Да зборуваме за насловот, за таа двојна експозиција која што во насловот на збирката раскази. Тоа е исто нешто што кај Игор се повтору, да речам, е видено како постапка раскажувачка. Тоа уште Гоце Смилевски го забележа кога беа кратките приказни во прашање. Овде е исто така, значи композицијата има една двојност која што е видлива во структурата, само не значи затоа што е збирката овие 12 раскази затоа што се поделени во 6 целини од 2. Туку затоа што секоја целина следи една животна фаза од раѓањето кон смртта, меѓутоа и секоја од нив прикажана со двоен пристап, значи со некаква двојна гледна точка, понекогаш постигната со спротивставеност на различни ликови, во други случаи со помош на временската дистанца од која се води нарацијата. Значи, мешањето на минатото и сегашноста не се само две неутрални позиции од кои се раскажува приказната, ами имаат функција и на доказ дека времето неумолно не меле, иако некои нешта за секогаш остануваат непроменети. Особено би го потенцирал моментот на диптих, кој мислам дека е многу битен во структурата, убаво рече, концептуална, многу убаво го објасни концептот на двојна експозиција, практично книга која не носи низ различните етапи, фази или, како да речеме, периоди од човековиот живот. Значи, тоа се ситуациите кои ги препознаваме, ликовите кои ни личат на некои што ги знаеме, околностите на какви сме биле сведоци, муабитите кои сме ги слушнале или подслушнале. Кога велам ние, мислам на некаква генерацијска припадност,
нели плюс-минус, меѓутоа на оние поколенија кои фатија дел од минатиот систем и кои се борат сите овие децени да се вклопат во овој невклопен и не дооформен систем. Значи, ние што живееме во овие чудни, предолги транзициони времиња, во обид да се пронајдеме или да не се изгубиме себе си. Тие филмски техники многу ми се допаѓаат во овие раскази. Иако се куси, има доволно место за флешбек кој ни го открива ликот во она најдлабоко, најинтимно светло. Мене таа поставка посебно ми се допаѓа во оваа книга, бидејќи и многу е вешто и умерено употребена. Мислам дека зборот препознавање е многу битен за овој текст. Се препознаваме и без да се именуваат ликовите, ќе ги препознаете. Голем број ликови, би рекол, од урбани легенди. Многу е скопска оваа книга истовремено. Мислам дека не мора многу да вложиме напор за да ги препознаеме ликовите кои се многу така. Да, се до големите поети, филмски уметници, има и можеби и тоа е една од причините што Игор сите го знаеме колку страствено го следи, го проникнува, го сака и ни го толкува и филмот. Исто многу ми се допаѓа овој моментот на тоа како атмосферата од различни не само етапи на еден човечки живот, јас би рекол етапи на живењето на овој град. Мислам дека баш може еден да го доживееме како еден омнибус за Скопје. Минува низ различни фази, низ мангупирања, оној скопски сленг ќе ви се појави, ќе се сетите. Јас така Мадленски го читав, онака кој ќе прочитав некој збор кој одамна не сум го чул во муабетите, а се сеќавам на него од детството или од младоста, па се до оние ликови од предградијата на Скопје. Има и многу познати, но и помалку познати ликови. Мислам, покрива навистина еден голем диапазон на многу возбудливи теми, затоа сакам да му посакам на Игор како што се дрзнал да пишува и за деца и за луѓе пред смртта. Значи ги покрива сите тие етапи и каде што успева да покаже како и детството до некаде ја проектира иднината и обратно, нели, и младите ликови се подпираат на детството, но и овие последниот циклус кој верувам дека и тој нема да ве остави, како што рече убава Ана, рамнодушни. Така исто и му посакувам овие раскази да ги читаат и да уживаат во нив читатели од сите етапи од животот. Расказите од војна експозиција се подеднакво непретенциозни во пристапот, барем навидум во насока на кроткоста и обичноста на неговото писмо, сватени како врвен комплимент од блажеконески тип, без оглед на тоа дека нарацијата всушност често крие комплексни и повеќе слојни нијанси. Игор со манир на зрел и искусен писател успева да метне својата поента во израз кој е доволно концизен за да се потврди како квалитет на краткиот расказ, но не претерано збиен, туку во прецизна мера натопен со описи и дигресии кои се освежувачки и кои додаваат текстура на напишаното без при тоа да обременат основната наративна нишка. Конечно, двојноста на писмото на Ангелков можеме да лоцираме во шармот на локалната обоеност на севкупната атмосфера во расказите, иако едновремено непобитно алудира и на универзалноста на ликовите и настаните. Бројот на теми кои што се отвораат во овие раскази, навистина верувам дека нема да ве остават индиферентни, бидејќи тие се ангажирани и отвораат актуелни и суштински прашања, што е како додатна вредност на новата македонска проза. Верувам дека ќе поттикнат длабокомислечки себеспознајни моменти, што впрочем е и ултимативната цел на добрата литература. Покрај естетското задоволство, таа треба да понуди нова перспектива, да поттикне критичка мисла и, да го парафразирам Френсис Скот Фицджералд, да ни понуди утеха дека нашите копнежи се универзални, дека ние луѓето не сме осамени и изолирани едни од други,
туку дека припаѓаме на група истомисленици, добронамерници, сострадалници, влюбеници. Токму тоа невозможно чувство на припаѓање е идеалниот опис на моето читателско доживување на автентичниот и маестрално оформен прозен израз на Ингор Ангелков во збирката Раскази двојна експозиција. Надоврзување ќе направам нова. Секогаш кога треба да излезе еден ракопис, треба да се внимава и на читателот, затоа што некој таму рекол дека текстот е мрзлива машина и треба да се внимава и на читателот да се остави да биде активен додека ги чита расказите. И токму една од твоите забелешки беше дека ти се допаѓа атмосферата во нив, меѓутоа дека не треба се да се каже, туку дека треба да се остави малку пауза за и самиот читател можеби да се насочи со мислите на ова или на онаа страна. Секако дека читањето е интимен чин, ви оставам на вас читателите да ја земете книгата и дома да ја прочитате и се надевам да уживате во неа. Сега сакам да ги најавам Хајка, бендот кој ќе настапи веднаш после нас и се надевам дека ќе уживате во него. Хајка, веројатно најдоброто нешто во моментов на рок-н-рол сцената во Македонија. Момци кои докажаа дека рок-н-ролот и понатаму е живав во Скопје. Но додека се наместат, уште еднаш ќе кажам, ние можеме да бидеме херои само на еден ден или можеби на една вечер. Ова е наша вечер. Ви благодарам што дојдовте. Уживајте. Break the